Kako je ovaj čudan sneg? Sneg od kokos i brašna. Ovako čudo može da postoji samo vo zemljata na veselite dečinja i siните samovili. Sneg od više divnata najgolemo žilba. Najprvi nije dnes da se podsjetime malku što se случуваше во приказната за Дедо Мраз и сината лоша самовила. Се сеќавате ли? Таа приказна немаше крај. Ние не знаеме што би можело да се случува во градот откако самовилите се вратиле помеѓу луѓето. Тоа денес ќе си го дознаеме. Хајде да се подсетиме што се случуваше се поред. Ја, ево! Самовили! Чупето му отворило и рекол: "Ей, Дедо Мраз, што правиш? Села влези, ќе ти дам нешто топло." Чекай, погледувате. Ама првено Андреја. Девојче, да не знаеш каде е замокона самовилата? Не знам, оти и моите родители зајарове како слуги. Отвори се јајцето. Јајцето се отворило и од јајцето излегле балони. Излегле? Балони. Сега треба да викнеме 10, да изброиме 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сега ние ќе имаме гости во нашата училница. Ке ни дојде Дедо Мраз, сината Самовила, незината Керкичка и сите дечиња од градот. Ама, затоа најпрви да го подготвиме градот, за да имаме каде да ги причекаме гостите. Ајде на дрвото на кај и на елката. Литро брашно. Што им кажа Дедо Мраз? Благодариме. Фала, дечина мој. Многу сме задоволни од тебе. Фала, дечина мој, што ми велите така. Затоа сега ќе си добијате сите поред убаво подарочи. Дедо Мраз, и моето дете ќе се израдува кога ќе слушни дека ќе добија подарочи од тебе. Многу ќе сака и то. Одма сега ќе сака да му даш. Веднаш ќе му дам подароче. Фала, иначе не помогна за снего. Многу ви фала. И за подарочината што ни даде фала и што кажа дека ние сме добри самовили. Фала, Дедо Мраз. Замислете, дури и сите луѓе од градот многу ја засакале сината боја. Ја да пуштате горе, кога пушти кода.
Балони.